Лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети на митингот во општинскиот центар во Боговиње рече дека ваквите средби ги организирале за да се представи нивната програма и визијата пред гласачите, но и за да им се изрази почит на граѓаните, пријателите, членството и поддржувачите на партијата. Заедно со целото раководство на ДУИ вечерва сме тука за да ве увериме дека целосно стоиме зад програмата и зборовите што ги кажа кандидатот за градоначалник Хазби Идризи. Не сум дојден да ве убедувам за вашата определба, бидејќи Хазби е ваш сосед и човек што вие го познавате подобро од мене. Јас не дојдов да го воздигнувам затоа што него го воздигнува неговата работа, бидејќи тој се става целосно на располагање за подобри денови на неговите граѓани. Заедно со него имаме храброст да представиме проекти што сигурно ќе ги реализираме. Во својот говор, актуелниот градоначалник на општина Боговиње Хазби Идризи уште еднаш ја побара довербата за оваа функција и потсети на направеното во изминатите 4 години, а зборуваше и за плановите за следниот период. Во изминатиот мандат правевме училишта, локални патишта и улици, спортски терени и сали. Овозможивме отворање на приватното средно училиште Јахја Кемал, обезбедивме основни средства за јавното комунално предпријатие. Во следниот 4 годишен мандат приоритет ќе ни биде проектот за наводнување на земјоделското земјиште, што има и регионален карактер, бидејќи ќе ги опфати селата од Равен во Гостиварско до Речица во Тетовско, или над 3600 хектари, што ќе представува голема поддршка за развој на земјоделието. Пред присутните зборуваше и пратеникот од редовите на ДУИ кој од оваа општина Ирфан Дехари, како и носителот на листата за советници во општина Боговиње Сафет Имери.